Благодарам, почитуван подпредседателе, почитувани колеги пратеници, почитувани министри во владата на Република Македонија. Од многу лоши состојби во сите сфери на општественото живење во Република Македонија, навистина ми е тешко да одберам 3 прашања на кои министрите или премиерот би се обиделе да ми дадат некаков одговор. На крајот ќе ги поставам моите прашања, ќе бидат насочени кон министерот за земјоделие и кон министерката за труд и социјална политика. Почитуван министер за земјоделство, шумарство и водостопанство. И оваа година, втора година поред, општина Валандово се соочува со еден огромен проблем, а тоа е лошиот откуп на јапонското јаболко во нашата општина. После грозјето, еве јапонското јаболко, кое што минатата 2018 година, како што и веќе неколку пати истакнувам од оваа говорница, некаде околу 80% воопшто и не беше откупено. Оваа година има каков таков откуп, но сепак висината на цената на јапонското јаболко е на многу ниско ниво, кое што веројатно дури не ги покрива ниту производствените трошици. Згора на се, и после големиот проблем со откупот и пласманот изминатата година, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство одлучи да ги намали субвенциите за 30%, и тоа баш за јапонското јаболко, калинката и смоквата. Инаку, јапонското јаболко се одгледува на околу 200 хектари, за да знае пошироката јавност во Република Македонија за какво производство станува збор, и единствено организирано се одгледува во мојата општина, општината Валандово. Исто така, калинката се одгледува некаде на над 60 хектари, инаку да споменам дека ова автохтоно овошје беше пред изумирање, исто како и смоквата, но одредените мерки на претходната влада допринесоа да овие култури бидат засадени на значителни површини во мојата општина. Од денес започна сечата на јапонското јаболко по примерот на праската во Росоман. Веќе производителите на јапонско јаболко ги сечат стеблата по нивните површини. Неподнослива е состојбата од целокупната ситуација, иако знаејќи како помина ова овоше, оваа култура минатата 2018 година. Вие не бевте министер во таа година, но вашиот претходник, шетајќи ни светот, требало барем некаде да посети некој ланец на маркети во Дубај или не знам некаде во Западна Европа, и за производството на оваа стратешко овошје, не само за општината, туку и за цела Македонија, бидејќи станува збор за здраво овошје, еколошки здраво. Значи, смоквата, калинката и јапонското јаболко се единствените овошје во Република Македонија кои што не се заштитуваат со пестициди. Сигурен сум дека тоа вие го знаете и сте запознаени со таа состојба, и наместо да се вложуваат напори за да овие култури ги зголемуваат површините, напротив, оваа влада дозволи да се врши сеча на јапонското јаболко во Валандово и Валандовско. Имам прашање и некои подпрашања. Многу се во областа на земјоделието. Тука ќе ја споменам и изградбата на втората фаза од Јужно-Вардарската долина. Многу значаен проект кој што треба да го реши наводнувањето како горлив проблем во нашата општина. Започнат е проектот. Претходно проектот и комплетната документација беа изработени од претходната влада. Единствено пред започнувањето со реализација, ова влада успеа за неколку милиона евра да ја зголеми вредноста на проектот. Дали сте запознати, почитуван министер, дека вие како инвеститор и
вршителот на градбата на системот, противправно ги поставуваат инсталациите на новата мрежа за наводнување низ атарите на населените места Удово, Јосифово и Пирава. Дали сте запознати дека при ископ и постување на такви инсталации задолжително е потребно да се изврши времена експроприација на земјоделското земјиште низ кој ќе врви таа инсталација. Нема ниту едно издадено решение за времена експроприација, а извршителот на градбените работи, односно фирмите кои што го добиле тендерот за реализација на овој проект, самоволно си копат низ земјоделските површини, уништувајќи овошни насади, уништувајќи дрвја по мегите кои што се собственост на одредени луѓе, со што се повредува едно од темелните основни човечки права, правото на собственост. Ниту еден субјект, а најмалку државата, има право да го погазува правниот систем на оваа држава. Кога се започнува со изведба на еден таков проект, потребно е да се изврши времена експроприација долж текот на целиот систем за наводнување. Исто така, во овој момент, во жижата на интересот на сите вработени во шумската полиција, во подрачните единици на Министерството за земјоделие, во подрачните единици на јавното предпријатие Македонски шуми, е прераспоредувањето на вработените. Ова е класичен, почитуван министер, класичен партиски реваншизам. Над 70 вработени, без никакво образложение, се префрлени на работа во соседни или други оддалечени станици на шумската полиција, на подрачните единици на МЗШВ и така натаму. И покрај тоа, што со судски пресуди е веќе констатирано дека вашите решенија се противзаконски, немате право, согласно позитивните законски норми во Република Македонија, да прераспоредите на друго работно место вработен на повеќе од 50 километри. Иако веќе имате пресуди во кои што вработените, кои што се прераспоредени, добиваат на суд и ги враќаат на работните места од каде што се прераспоредени и дополнително им се надоместуваат трошоците за пат, сепак ви упорно продолжувате да ја пременувате оваа пракса. Дали од дали вашата цел е да влеете страх меѓу вработените во пресред на предвремените парламентарни избори? Во однос на Министерството за труд и социјална политика имаме индиции на терен. Работите се следат. Немојте да мислите дека опозицијата спие и чека на резултатот од изборите кои што треба да се случат. Немојте да ги злоупотребувате вашите функции. Немојте да ги ставате во незгодна ситуација и да ги кршат своите службени овластувања вашите вработени кои што ги вработивте по партиски клуч во изминатите 2 години. Да ги носат решенијата за остварување на одредени права по вратите на корисниците и да им велат: почитувани, ова решение, ова право ви го дава министерката Царовска. Значи, ова ми е сведочење од терен на луѓе кои што примаат решение во нашата општина со ова Господине Камчев, само имате уште 30 секунди, рековте дека на крај ќе ги поставите прашање. Па ви ве замолил ако сакате за да го задржиме времето. Првото прашање до министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство. Заради лошиот откуп на јапонското јаболко, втора година поред, дали Министерството за земјоделство и владата на Република Македонија имаат намера да ги обештетат производителите на јапонско јаболко? Еве еден предлог мој до вас,
Благодарам. Од прилика околу 2 денари, колку што се извинувам за пола минута, да ги поставам прашањата само почитуван колега. 10 минути потрошите. 2 денари од прилика кога станува збор за производство на некаде околу 6000 тони, а просечната откупна цена во однос на тоа дека најмалку 1/3 се фрла при откупот е некаде околу 5 денари, за да се достигне до некоја нормална цена од 7 денари, тоа би изнесувало околу 10 до 12 милиони денари за фаќање во буџетот. 30 секунди, господин Камчев. И дали и двајцата почитувани министри Благодарам. дали чувствувате морална одговорност во однос на тоа дека остварувате политичка корист за следните предвремени парламентарни избори, едно од обвиненијата кои што го е покренато од страна на СЕО во однос на претходната Ако влада. добро ве разбрав, поставите едно прашање, дефинирано, упатено до министерот за земјоделие, и второто